Gospodi Isuse Hrisте, Sine Božji, pomiluj mja grešnoga. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Драги браќа и сестри, денес на оваа сиропусна недела, наречена уште проштална недела или прочка, стоиме пред прагот на Великиот пост. Време на покаяние, солзи и враќање кон Бога. Црквата не подсетува на изгонувањето на Адам од рајот, оној трагичен миг кога човекот, создаден според Божиот лик и подобие, го изгуби рајот поради гордост, непослушност и лакомство. Но ова не е само спомен за падот, ова е и повик кон нас да станеме, да побараме прошка и да тргнеме по патот на спасението. Светите отци од Русија, Грција, Грузија, Македонија, Србија, Романија и од другите православни земји не учат дека во овој ден се крие не само тага, туку и надеж што ни ја покажуваат денес прославуваните светии, Свети Теодор Тирон и Светиот Агатангел Битолски преку својот подвиг. Изгонувањето на Адам, почеток на нашата тага. Замислете си ги Адам и Ева, првите што ја вкусиле убавината на рајот, пред нив стоело дрвото на познанието, а во срцата изборот меѓу послушност и гордост. Како што вели Свети Силуан Атонски, голем старец и подвижник. Адам горко плачеше кога ги виде вратите на рајот затворени. Зашто го изгуби Бога поради својата волја. Тој плач не е само негов, тој е и наш. Секој грев, секој одстапување од Божјата љубов не оддалечува од рајот што Бог го подготвил за нас. Свети Јован Кронштадтски додава: човекот падна зашто сакаше да биде Бог без Бога. На оваа сиропусна недела, проштална недела, сме повикани да ги видиме своите падови, не за да очајуваме, туку за да се покаеме. Изгонувањето на Адам е огледало во кое се гледаме себе си, колку често ја избираме суетата пред смирението, лакомството пред воздржливоста. Простувањето е клучот кон вратите на рајот. Но како да се вратиме? Свети Паиси и Светогорец не учи. Простувањето е поголемо од чудото. Кога простуваш, го отвораш срцето за Бога. Денес, на прочка, сме повикани да побараме прошка и да простиме. Тоа е првиот чекор кон Великиот пост, кон исцелувањето на нашите души. Свети Гаврил Грузиски, еден од најчудесните старци, вели: ако не му простиш на ближниот, како очекуваш Бог да ти прости тебе? Адам падна поради непослушност, но ти можеш да станеш преку љубов. Овој старец кој живеел во сиромаштие и смирение, често повторувал дека простувањето е меч што ја сече гордоста. Истата онаа гордост што го истера Адам од рајот.
Светиот Теодор Тирон, светлина во борбата. За да разбереме како да чекориме по овој пат, да се свртиме кон житието на светиот Теодор Тирон, чиј спомен го славиме денес. Тој бил млад војник во римската војска кога царот наредил сите да принесат жртви на идолите. Светиот Теодор одбил и храбро ја исповедал верата во Христа. Разјарените незнабожци го фрлиле во огнена печка, но ангелите го чувале додека пеел пофалби на Бога. На крај го убиле со меч, но душата му восторжествувала. Едно од неговите чуда е особено поврзано со постот. Еднаш кога царот Јулијан Отстапник ја осквернил храната на пазарот со идоложртвена крв, светиот Теодор му се јавил на Константинополскиот патриарх и го научил да благослови коливо, варено жито за верните, за да не јадат од нечистата храна. Ова чудо не подсетува дека постот не е само воздржување од јадење, туку и од грев. Како што светиот Теодор не чува од осквернување, така и ние сме повикани да ги чуваме душите чисти во деновите на Великиот пост. Светиот Агатангел Битолски, гласот на мачеништвото. Да се свртиме и кон светиот Агатангел Битолски, чие житие е песна за верата сред страдањата. Тој живеел во 18 век под османската власт, кога христијаните биле присилувани да го примат исламот. За време на безбожниот празник Рамазан, агарјаните го одвеле Агатангел и го мачеле за да се откаже од Христа. Но тој исполнет со благодат извикал: Христос е мојот живот, а смртта за него е радост. Разбеснетите го обезглавиле на 25 октомври 1727 година, а неговата глава, сочувана во кивот, продолжува да сведочи за неговата непоколебливост. Светиот Агатангел не учи дека вистинската слобода е во Христос. Дури и кога светот не притиска, неговиот подвиг е одек на изгонувањето на Адам. Како што Адам го изгуби рајот поради непослушност, така светиот Агатангел го врати преку послушност до смрт. Полки од светите старци. Светиот Николај Српскиот пишува: Адам падна зашто сакаше да земе наместо да даде. Ние пак сме повикани да даваме љубов, прошка, милост. Овој голем старец, кој ги преживеал логорите на смртта, не подсетува дека постот е време да се откажеме од себе, за да го најдеме Бога. Светиот Јосиф Исихаст, чии солзи го натопувале Атон, Светата гора, вели: без солзи нема покаяние, а без покаяние нема рај. Тој не повикува да плачеме за гревовите, како што Адам плачел пред затворените врати. Светиот Серафим Саровски не утешува, велејќи: радост моја, пости и моли се, зашто преку тоа ќе го видиш лицето на Бога. Неговата светлина ни покажува дека постот не е казна, туку пат кон радоста. Од Македонија пак светиот Климент Охридски преку своите ученици ни оставил завет за смирение и труд. Неговиот дух шепоти: не барај го рајот надвор, туку изгради го во срцето. Повторно светиот Гаврил Грузиски не подсетува: секој грев е мало изгонување од рајот, но секоја солза за Бога е
čekor nazad. Zaključok patot kon Великиот пост. Драги мои, оваа недела, проштална недела, е ден на солзи и прошка, но и на надеж. Изгонувањето на Адам ни кажува колку е кршлива нашата природа. Но подвизите на денес прославуваните светии, светиот Теодор Тирон и светиот Агатангел Битолски и сите други светии, ни докажуваат дека можеме да го победиме гревот. Светите старци не водат со својата мудрост да простиме, да постиме, да се молиме, да влеземе во постот со покаяние, но и со радост, знаејќи дека крајот на овој пат е воскресението. Како што вели светиот Паисий и Светогорец, Бог не сака нашите солзи да бидат залудни, тој ги претвора во бисери за вечноста. Да побараме прошка денес, за да ги отвориме вратите на рајот утре. Амин. Слава ти, Христе Боже, надеж наша, слава ти. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного.